Жителите на 35 општини денеска избираа нови градоначалници. На 1517 избирачки места се избираше меѓу 70 кандидати за градоначалници во вториот круг на локалните избори. До 17 часот гласале 43,89% од гласачите во општините каде има втор круг од локалните избори, покажуваат податоците на веб страната на Државната изборна комисија. Според 99,21% од обработените податоци, излезеноста на денешниот втор круг од локалните избори до 17 часот на ниво на Македонија е 43,83%, соопшти портпаролот на ДИК Љупка Гугучевска. Граѓаните и денеска има можност и се уште ја имаат истата можност, доколку е повредено нивното лично избирачко право, да достават приговор до Државната изборна комисија за заштита на личното избирачко право. До ДИК во текот на денешниот ден беа доставени 4 такви приговори од граѓани кои не биле запишани во изводите од избирачкиот список. Државната изборна комисија со решение ги одби овие приговори од причина што овие граѓани извадиле документи за лична идентификација по завршувањето на јавниот увид, со што било оневозможено истите да бидат запишани во избирачкиот список. Од 99,21% на обработени податоци од избирачки места, излезноста е 43,83%. Од Државната изборна комисија информираа дека сите избирачки места биле отворени на време, гласањето се одвивало непречено и без сериозни проблеми и нарушување на изборниот процес. Но од граѓанската асоциација Мост и коалицијата Излези да гласаш велат дека се забележани повеќе нерегуларности од страна на нивните наблюдувачи на повеќе избирачки места во земјата. Гласачко место 1471, село Дебреште, општина Долнени. Имаме 9 случаи на семејно гласање, во кои што се злоупотребени 27 гласа. Дополнително на ова гласачко место, два гласачи кои што им помагале на гласачи кои не можеле да гласаат сами, не биле заведени во дневникот за евиденција на настани како што е тоа предвидено со изборниот законник. Гласачко место 1472, село Лажани, општина Долнени, 9 случаи на групно гласање, при што се злоупотребени 20 гласа. Гласачко место 0888, село Видовиште, општина Зрновци, 3 гласачи наместо на десната биле обележани со невидливо мастило на левата рака. Имаме информација за нерегуларности, односно зголемено присуство на полициски сили во општините Кисела Вода, Штип и Кавадарци. Забележано е групно гласање и нерегуларности со избирачко ливче во Штип на избирачкото место 2281, каде што постојат индикации за така наречен бугарски воз. Како што е објавено и во медиумите, партиски активисти вршеле легитимирање на гласачите во Македонска Каменица. Исто така, во Кавадарци е јавено за физичка пресметка, најверојатно помеѓу партиски активисти. Од Министерството за внатрешни работи на пресконференција информираа дека нема посериозни нарушувања на изборниот процес, но биле пријавени низа нерегуларности, како фотографирање на избирачки материјал и избирачки ливчиња. Нема регистрирано посериозни нарушувања на јавниот ред и мир поврзано со гласањето во вториот круг на изборите. Она што сакам да го потенцирам е дека има 3 случаи на фотографирање на гласачко ливче. Нешто што ми се случуваше и во првиот круг, кога имавме 10 вакви случаи. До сега имаме 3 случаи во вториот круг. Еден е во Шуто Оризари, во училиштето 26 јули. Вториот е во населбата Црниче во Скопје и третиот е во Пробиште. Сакам да апелирам до граѓаните да не ги фотографираат гласачките ливчиња, затоа што со тоа го кршат законот и за тоа соодветно ќе бидат санкционирани. Покрај овој случај имаме едно нарушување на јавниот ред и мир, кое уште се расветлува. Значи, во населбата Шуто Оризари, на улица Метохиска, едно лице пријавило дека е нападнато од повеќе други лица. Полицијата веднаш излегла на терен, едно лице е приведено во станица и се работи на расчистување на случајот околу тоа кои се причините за тепачката и соодветно ќе ви информираме веднаш кога ќе го расчистиме случајот.
Во текот на вчерашниот ден своето право на глас го искористија и болните и изнемоштени лица како и затворениците. За гласање беа пријавени 939 лица во 13 казнено-поправни установи, 1435 болни и изнемоштени и лица кои се во куќен притвор, како и 8 гласачи кои се водат како внатрешно раселени.